Добро ни дојдовте, време е да започнеме уште една телма амбуланта и повторно да му посветиме комплетно внимание на сопственото здравје. Преку овој блок, насловен Телма амбуланта, секојдневно ви информираме на различни теми од областа на медицината. Денеска ќе зборуваме за една здравствена состојба која е и тоа како актуелна, присутна, особено кај повозрасната популација, но со текот на времето, со развојот на годините, но и со неправилното седење или пак неправилните движења кај младата популација, ниту младите генерации не се имуни на оваа состојба за која денеска ќе зборуваме. Имено денеска во Телма амбуланта ќе разговараме за причините, особено ќе се фокусираме за диагнозата и целокупната диагностика кога станува збор за дискус хернијата. Причини, првични симптоми и нормално точна и соодветна диагноза која понатаму многу лесно се создава и терапија. Денеска во Телма амбуланта со кој друг, ако не со реномираниот и почитуван професор доктор Миодраг Врчаковски. Добро утро. Добро утро, добро ни дојдовте. Убаво студио, многу пријатно се чувствувам овде, како да сум си дома. Искрено. Мило ми ако е така и што ја прифативте поканата да бидете со огромно задоволство во Телма амбуланта да позборуваме за дискус хернија, состојба која во вашата здравствена или медицинска кариера во поголемиот дел од својот живот и го посветувате токму на оваа проблематика, особено во диагностиката, и сте се соочиле со различни видови на аномалии кога станува збор за кичмениот столб. Точно, но да ви кажам дека 50% од жителите на планетата Земја во текот на нивниот живот имале средба со таа проклета дискус хернија и имале средба со неа и знаат како се чувствувале. Тоа е навистина една прилично болна, хендикепирачка состојба. Не е опасна по животот, но ве хендикепира, едноставно ви убива животната радост, ве прави нерасположен, чувствувате болка, не можете да ги обавувате вашите нормални активности, дневни или ноќни, како сакате. Така. И луѓето се прашуваат, добро, што е тоа дискус хернија, како доаѓа? Еве, вика, до пред 5 минути ништо не ми беше, одеднаш да се обидов да станам или да подигнам нешто или да се фатам за чашава и ме пресече и останав така и не можев повеќе да мрднам. Сега, која е таа таинствена болест што доаѓа така за секунд, ненајавено? Дури и јас сум имал средба со таква една дискус хернија. За среќа, ја надминавте? Да, брзо ми успеав да се справам со неа, затоа што не ги почитував докторските стандарди, туку си терав по мое. Јас имам специјална стратегија. Ти ми откриете ќе ви откријам. Еве малку и визуелно гледаме, така, професоре, како... Одлично. Па сега да ви кажам дека рабетниот столб има 24 прешленски тела, прешлени, а меѓу нив има 24 дискуси, и тие дискуси што ги гледаме овде, во сина боја, тоа се тие амортизери кои овозможуваат рабетниот столб да биде еластичен, да биде флексибилен, ни овозможуваат да се наведнуваме кон напред, кон назад, странични движења ни овозможуваат, ротацијски движења и ни овозможуваат едноставно да нормално ги обавуваме нашите животни активности, зашто нашето тело е навистина совршенство на мајката природа, тоа е ненадмината креација која само нашиот Создател
умее да ја одгатне тајната на создавањето, тајната на таа креација и навистина е голем предизвик да едноставно и за мене да се обидам да ви објаснам што се тоа дискус херни и како настануваат и едноставно да навлеземе во тие тајни, да откриеме макар еден дел од нив. Која е причината поради која еве се чувствуваме силна болка во делот на половината, особено во лумбалниот дел 1, 2, 3 и 4? Можеби тука е најкарактеристично, најчесто се создава? Ќе ви објаснам за болката, но за да ви објаснам што се тоа дискус херни, нели, од нив мора да почнеме за да стигнеме и до болката што тие ја предизвикуваат. Мене ќе ми бидат потребни следните продукти. Сега имам едно специјално кесенце овде. Имаме нешто практично? Имаме практично. Мене ми е потребна една главица кромит. Добро. Потоа една слива. Вака. Најобична слива, ова ќе го затворам вака. И исто така ми се потребни, еве уште едно кромиче, колку да сватите дека дискусите личат на овие кромичиња и имаат баш токму такви ламели кои го штитат централниот дел. Потоа од продуктите што ми се неопходни, ајде, еве, вие знаете што е паштета? Како не знам? Епа, еве. Многу вие докторите не советувате да не ја конзумираме, но добра е за практична... Еве ми треба една паштета. Така. Друго што би можел да искористам? Еве да искористам. Дали се ова желе бомбони? Желе бомбони, еве ќе наредам неколку. Дури може и во разни бои. Тие желе бомбони, тие ќе ни играат улогата на централните делови од дискусот. Тие ќе бидат оваа слива, зашто сливата е сепак несоодветна за да можам да ви објаснам тоа што сакам да ви го кажам. Но желето ќе биде совршен момент. А желето ќе го средиме ние на крај, може и да се почастиме. И што ни треба уште? Ни треба можеби еве вака рецептурата, а тоа е книгата од која ќе читаме што треба да правиме за да го подготвиме овој оброк што се нарекува дискус хернија. Да, може и да ја покинате гледачите, тајните на магнетната резонанца. Да почнеме. Одиме? Одиме. Значи, што се интервертебралните или меѓупрешленските дискуси? Тоа се еластични перничиња кои се изградени периферно од ламели, исто како што еве овој кромит има лушпи. Тие ламели се повеќе на број, до 15, а во централниот дел е заробена една желатинозна, еластична многу субстанца, која овозможува едноставно притисоци да трпи тој дискус, ама ја овозможува едноставно кажано еластичноста на самиот дискус. Оваа централна заробена субстанца, таа е суштината и таа е изворот на злото, зашто ако настане оштетување на лушпите што се навоѓаат по периферија, тогаш централната субстанца, замислете дека е тоа не оваа слива, бидејќи сливата не е еластична, но желатинозната маса, ова внатре, ако настане оштетување, значи на овие ламели фиброзни, таа излегува и врши притисок на нервите кои се наоѓаат во непосредна близина. Значи, за да настане дискус хернија, неопходно е оштетување на периферните ламели од дискусот.
сите мора да бидат оштетени, за да може да настане излегување на оваа маса. И кога таа маса, таа субстанца желатинозна, ќе излезе од самиот дискус, ете така почнуваат симптомите. Тоа значи, еве да се обидам некако тоа да ви го демонстрирам, негде мора да има оштетување. Мора, дали имам нешто пригодно за да можам да ви го објаснам тоа. Еве ќе го објаснам. И нож сум си обезбедил. Значи, за да настане дискус хернија, мора ламелите да бидат оштетени. И сега, оваа желатинозна маса, тука што е, излегува. Полека излегува, еве, гледате како излегува. Ова што излегува, тоа е тоа што ги предизвикува болките. Значи, тоа е таа дискус хернија, не знам дали успевате да го регистрирате ова, но тоа е таа дискус хернија, делот што излегува. Еве да го земеме примерот со конзервава. Морам да се обезбедам, да си земам уште нешто, еве една салветка, оти ова не е баш многу пријатна работа. Сакате ли да дозволите нешто, треба помош? Не, ништо не треба. Дали паштетата се наоѓа во ова пакување? Одговорот е да. Нормално. Можеме да притискаме колку сакаме и токму тоа се случува со дискусите кога сме во активности, дневни или ноќни, како што рековме, но ништо не се случува. Субстанцата која е централно внатре... Зошто излегува? Затоа што јас нарочно направив дупче, сега погледнете. Само се држете? Погледнете. Чекајте, еве вака, погледнете. Ова ви е дискус хернија. Значи, паштетата, бидејќи јас претходно направив дупче, оти не е згодно сега директно да ви демонстрирам, за да ми биде полесно, и сега овде, во овој дел минуваат нерви. Ако субстанцата која е излезена, излезе централно, таа централно ги притиска нервите, но главните нерви се периферно, лево или десно. И таа може да излезе, значи таа пукнатина може да се случи во левиот дел од дискусот, или во десниот. Ако се случи во лево, субстанцата излегува во лево и врши притисок на нервот лево. Тогаш имаме болка по нервот од левата страна. Ако нога ја фаќа. Да, субстанца излезе во обратен правец десно, тогаш притисокот на нервот десно се случува. И ете тоа, драги мои, тоа ви е дискус хернија. А погледнете, видовте како капна дел од дискусот. Ова, тоа се случува и со вистинската дискус хернија. Можно е да се откачи парче од излезениот дискус и да си влезе во каналот и ете ви ги проблемите. Но да ви потенцирам нешто што е многу битно. Значи, истекувањето на паштетата настана поради оштетување на ѕидот. Во ѕидот се јави пукнатина, така? Така е. Така. Сега замислете. Овде пробивме еден ѕид. Знаете колку ѕида има вистинскиот дискус? 15. За да 15 лушпи вакви, 15 обвивки, 15 лушпи кромит, 15 граници треба да се пробијат, има дискусот и треба сите да се пробијат за да настане дискус хернија. Знаете ли кога може да се случи да пробиете 15 ѕидови за да излезете надвор? Во кој случај? Тоа се потребни силни притисоци. Ете, вие сами го кажавте тоа. Па како е можно кога е природата толку совршена, кога толку совршено се обезбедила, како е можно да настане дискус хернија? Како е можно овој централен
дел, таа желатинозна маса, да ги пробие сите ламели и да излезе надвор. Возможно е. Првата причина, основниот фактор е процесот на старењето. Како старееме, така стареат и нашите дискуси. Ја губат течноста, ја губат еластичноста. Во зидовите се јавуваат пукнатини, во тие периферни ламели настануваат пукнатини. Тие не се јавуваат одеднаш, не настануваат одеднаш. Една пукнатинка сега, друга пукнатинка по 3 години, трета пукнатинка можеби последните 3 години. Полека, сега зборуваме само за процес на старење. Полека, една по друга пукаат и во еден момент може да настане тотално пробивање и централната материја, таа желатинозна маса излегува надвор и еве ви дискус хернија. Ако е така, ако е процесот на старењето главната причина, тогаш зошто дискус хернија се јавуваат и кај млади? Еве, тоа е клучното прашање. Зошто настанува дискус хернија кај човек или кај младо момче кој има 18 години? Тоа сме го имали. Искрено и јас сум се соочил, знаете, и вие во периодот. Така. Значи, секоја траума може да предизвика пукнување на ламелите, пробивање. Траума, сообраќајна траума, никаква траума, некогаш и само кревање на многу тешка материја, тешка саксија. Еве, љубовта кон цвеќето, тоа го потенцирав и во книгата. На мојот комшија му направи голема белја. И љубовта може да предизвика дискус хернија. Се обиде една огромна саксија со цвеќиња да ја подигне? Да подигне, бидејќи многу си ги сакаше, беше влюбен во цвеќињата. И остана така укочен. Во тој момент се случи дискус хернијата. Прекумерната тежина, кумулација на тежината, па нашиот организам, рбетниот столб, не е предвиден да носи товар од 150 килограми, туку лимитот е 80, 90. Толку. Ако вие сте имале 80 килограми и сте ја качиле тежината на 150, па тоа е катастрофа. Знаете ли какво оптоварување за рбетот е представува тоа? И за целиот организам. Прв услов, ако имате проблеми со дискусите, ако имате дискус хернии, внимавајте на тежината, обидете се по секоја цена да ја намалите, ако сте прекумерно тежок. Исто и кај спортистите сакав да се доврзам. Токму така, и тој пример го имам и во книгата. Спортските активности, фудбал, тенис. Ракомет. Мој пријател со кого играм тенис, еве, одеднаш се случи да се укочи во текот на играта, додека игравме. Едно свртување, еден замав и остана така. Добро, вие незгодно сте вратиле со рекетот. Физичките активности, физички работници, тие се нон-стоп во активност. И не ги чувствуваат оштетувањата на дискусите, зашто ламелите не пукаат одеднаш сите, една по една. Но со време можно е да се случи комплетно оштетување на сите ламели од дискусот. Значи, комплетна пукнатина и еве ви пак дискус хернија. Не знам дали успеав да ви го долувам тоа, но факт е дека дискус херниите се големо зло на денешнината и првиот услов кон ефикасно лекување е разбирањето што е тоа дискус хернија. Секоја дискус хернија, убеден сум, може да се победи и со конзервативни методи. Не 100%, но има во огромен број од случаи конзервативната терапија може да биде успешна. Конзервативна терапија не значи конзерви да јадеме,
туку без хируршка интервенција. Гледате, еве и овде на екранот го гледаме тоа. Да, малку визуелно представување. Да, еве, тоа е дискусот. Гледате како тој трпи вертикални компресии, еве го моментот кога веќе ја напушта својата локација или природна местоположба. На анимацијата изгледаше дека фиброзниот прстен прави притисок, а не дека централната субстанца е пукната и истечена, но понекогаш доаѓа до набабрување на периферните ламели. Не се сите ламели пробиени. Пробиени се, да кажеме, 13, последните две не се. И поради притисокот, самите ламели набабруваат на тоа место. И тоа не е класична дискус хернија. Ние го велиме протрузија, кога набабруваат периферните ламели од дискусот, а не се комплетно оштетени. Но и тоа е во рамките на оштетувањето или пак во рамките на промената на природна состојба? Следна фаза е комплетна руптура и излегување. Да, професоре, јас искрено се чувствувам како да сум во најпосетениот амфитеатар каде ги практично ги представувате медицинските феномени, медицинските аномалии, нешта кои што се поврзани со нашиот организам. Само би ги поканил и гледачите, некој ако сака да ве праша нешто, да ве поздрави. Ма уште нешто може би било згодно со паштетата. Сега погледнете, кога ова ќе излезе, оваа паштета само вака, полека да можеме да и гледачите да... Ајде, еве. Дали ова го гледате вака, што ќе се случи? Вака, може би. Така. Тоа е дискус хернијата. Што ќе се случи со паштетава ако ја оставиме неколку дена да стои настрана? Вака ја оставаме. Што ќе се случи со овој дел што е излезен? И дали вие некогаш сте отвориле паштета и сте оставиле да стои ден, два, три? Го губи и квалитетот, ја променува бојата. Променува бојата. Точно. Посивува, па се собира некако, се згручува, станува тврда. Тоа е тајната на лекувањето на дискусите. Ќе ви откријам. Дали има шанса овој дел што е излезен некако да го вратиме пак во паштетата, внатре? Многу тешко. Речи си невозможно. Токму така, некои луѓе тврдат дека дискусот кој е излезен, хернираниот дискус, би можел во некои ситуации да се врати назад. И јас не полемизирам со тоа. Можно е со некои манипулации, ако вие просторот некако меѓу прешлените го расширите на некој начин, или сама и на некој начин да се усмука, можно е, би можело така да се објасни, но по правило, овој дел од дискусот, што е излезен, ако го следиме ова што веќе ви го кажав, го прави истото што го прави паштетата кога стои подолго време. Хранењето на дискусот е внатре, се врши со дифузија, значи преку прешленските тела. Горното прешленско тело, долното прешленско тело, а дискусот е во средина. И тука настанува размена на течности. Водата влегува во дискусот и излегува во дискусот. Така хранливите материи исто така влегуваат и излегуваат, така дискусите се хранат. Оној дел од дискусот што е излезен вон од заштитата на прешленското тело, тој не си ја добива редовната порција. Значи сега неговата исхрана е пореметена, нема дифузија, нема размена адекватна на материи и со тек на време тој дел постепено се скврчува, се собира, се намалува, симптомите на пациентот постепено се намалуваат и може комплетно и да исчезнат.
Значи, тоа е суштината на природното лекување на дискус херниите, но прашањето е дали имаме време да чекаме Да таа тој дел се дискус исуши, хернија да се исуши. Зошто? па и да се откачи или пак да излезе. Можно е да се откачи и откачениот дел исто така се суши. Тој што е откачен, тој ги менува карактеристиките. Но, за да настане ова што јас ви го кажам, некогаш се потребни 1 месец, некогаш 3 месеци, некогаш 6 месеци, некогаш година дена треба дискусот да се собере толку да исчезнат симптомите. Прашањето е дали можеме да издржиме болката, дали имаме време за чекање за да може да настане спонтано излекување на дискусот. Во 95% од случаите убеден сум дека природата сама може да го излекува проблемот. Еве да ви кажам варијации, варијанти во однос на симптомите и дискус херниите. Вика, вели пациент, еве сега вика имав симптоми и нешто ми се мрдна и ми исчезнаа болките. Добар. Добар, сега сум добар. Делот од дискусот внатре, од дискус хернијата, можно е тој дел што е излезен, да ја промени положбата. Тоа може за миг да се случи. Да се измрда само малку и место да притиска странично и директно на нервот, можно е таа желатинозна субстанца да се измрда, да го промени правецот. Да промени за нијанса локацијата. Вон од притисокот на нервот, вон од подрачјата на нервот и сега болката се намалува. А зошто настанува болката? Главната причина е директен притисок на дискус хернијата на нервот. Тоа е главната причина. Друга причина, на периферијата од дискусите има нервни завршетоци. Самиот дискус, ќе речев дискус хернија, самиот дискус нема нервни завршетоци. Значи дискусот нема шанса да боли. Но болката се јавува кога сите ламели, како што реков, ќе се пробијат на површината се притиска на нервот. Тука доаѓаат, не, има нервни завршетоци други. Кога ќе се пробијат ламелите и ќе настане директен притисок на нервот, јасна е ситуацијата. Но дополнителни фактори за болка се нервите што се на периферијата околу самите дискуси. Тие исто така предизвикуваат болка, а исто така дел на болката се должи од нестабилност. Кога имаме дискус хернија, кога имаме дегенерација на дискусот, се намалува зглобниот просторот меѓу прешленските тела. Дискусот станува крт, ја губи еластичноста. И поради тоа намалување на висината и дегенерација се јавуваат лизгања меѓу две прешленски тела кои се мали, ама доволни да направат болка, зашто малите зглобчиња странични кои се исто така дополнителни амортизери, исто така имаат нервни завршетоци кои предизвикуваат болката. Да, интересни во секој случај моменти поврзани со дискусите и многумина од граѓаните се соочуваат со оваа проблематика. Можеме да споменеме нешто и во делот за диагностиката или Апсолутно, тоа е суштината и тоа е она што јас најмногу го сакам, тој дел диагностички. Добро, компјутерска томографија или пак магнетна резонанса. Тука се Да, се кршат копјата, ама само да прашаме дали имаме гледач. Еве, ајде да не чека, предпоставам дека имаме и голем број. Може малку и да не караат сега, но моравме и да објасниме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам гледачка од Скопје, сакам да го прашам докторот, само не е дискус хернија, меѓутоа направена магнетна резонанса со и без контраст. Ме интересира само неговото мислење ако сака. Констатирано е меѓу другото неурином на L2 и L3,
Што е неговото мислење за тоа мекоткивна од 2 сантима должина 1 пречки, 1 сантим пречки? Добро, благодариме. Неуриномите се сосема бенигни туморчиња, не го загрозуваат животот, но го предизвикуваат истиот ефект што го прават и дискус херниите. Тие неуриноми се значи туморчиња кои настануваат, кратко ќе ви кажем наједноставно, од самите нерви, односно од обвивките на нервите, и тие притискаат на нервот и се јавува болка. Поентата е, кога станува збор за такви процеси, неуриноми, во лумбалниот сегмент, дали се работи за неурином или се работи за фрагмент од дискусот, од кинато парче од дискусот, влезено во каналот. Сега, поентата е како ќе откриеме за што станува збор. Магнетната резонанца е неприкосновена и се прави секогаш постконтрастна серија, односно серија, откако ќе се направи основниот преглед со магнетна резонанца, се дава во вена контрастно средство. Еве тука долу, вие предупредувајте ме, зашто јас гледам кон вас, а не гледам... Нема проблем, ние Ова е повторно ги... компјутеризирана томографија, гледате едно магаре тамо, многу брзо одат слојдовите. Магаре за рутинска работа е компјутеризираната томографија. Таа може одлично да ги прикаже дискус херниите. Ова е магнетна резонанца и тука се офатени проблемите што секако мора да се диагностицираат со магнетна резонанца. На овој слайд е покажано она што за кое сега дискутираме. Значи, многу брзо ни се менува... Да, ќе ги погледнеме повторно. Ако имаме време, се разбира. Да, имаме сега. Но да ви докажам сега. Значи, откако ќе се направи... Да, режија ќе ги побараме фотографиите, подосна која ќе зборуваме за нив. Ако имаме време за тоа, кога ќе се направи нативна серија, велиме со магнетна резонанца, во вена даваме специјално контрастно средство и го повторуваме прегледот. Целта на контрастот е да ни покаже за што станува збор. Дали за таков неурином, дали за тумор, каков што го спомна пациентката, или се работи за откачен дел од дискусот, фрагмент од дискусот, што се откачил од прегратката на мајката дискус и почнал сам да си се спушта надолу. Си земал нова локација. Дискусите немаат крвни садови. Немаат нивна собствена васкуларизација. Давајте колку сакате контрастно средство, тоа контрастно средство никогаш нема да стигне до дискусот. Дискусот нема да го промени сигналот. Ке кажам, ајде, символично, нема да се обои. Нема да почне да блеска. Оти кога се прима контраст, тоа подрачје од кивото почнува да блеска. Ако е тумор, туморот има нови крвни садови, не стари, туку нови крвни, ново формирани крвни садови и интензивно го прифаќа контрастот и целиот се пребојува и многу лесно, штом ќе се пребои целото топче, ова е тумор. А при дискус херниите се бои само периферијата, кај што природата се обидува да формира гранулационо ткиво, ткиво кое ќе навлезе во дискусот и на некој начин и ќе го уништи, ќе уништи таа дискус хернија, зашто и тоа е начин на лекување. Пукнатината што е настаната дел од методите може да фиброзира. Внатре во неа се формира фиброзно ткиво и таа пукнатина, тоа оштетување се швајсува, ајде така да го наречам. Народски кажано. Да. Ајде да го слушнеме и следниот гледаш, па потоа ќе преминеме со професорот Иво Дело за диагностиката. Добар ден, добро утро. Добар ден. Повелете. Добар ден. Вака. Имам јас проблем со десната рака кај лаптоп.
Направив рентген. Ми рекоа дека ослабнува раскавицата. Во четвртокот бев 8 септември кај ортопед, воспаление на мускулот. Јас раката на кај главата можам да ја терам до бесконечност, али на кај грбот настрана не можам да ја свртам. Ми дадоа да пијам остеобифлекс, магнезиум и омега-3 и во четвртокот ми дадоа фастум гел. Ама се болките многу големи. Јас побарав да ми даде магнетна, ми рече нема потреба за магнетна резонанца. Сега јас можам да помогнам овде директно и конкретно. Работното место ми е Скараџија, извинете. Добро, поздрав. Така. Има професии што се изложени на дискус херни. Професионални заболувања има, за нив гледате, не ги спомнавме, но вие ќе ме подсетите да ви кажам и за професионалните заболувања. Значи, во овој случај, прва работа што јас би направил магнетна резонанца на цервикалниот рбет. Се случува многу често пациентите да имаат големи проблеми, дури локализирани, некогаш на лактот, некогаш над лактицата, некогаш под лактицата, или да имаат трпки по целата рака. И тоа од време на време. Да, или постојано, а причината да е дискус хернија во вратниот сегмент од рбетот. И таа симулира локален проблем, дека нешто се случува локално. Не велам дека проблемот не е локален, но сакам да се уверам, да си бидам спокоен, дека не се работи за дискус хернија. Значи, тоа е она што јас би сакал да го препорачам на пациентката, откако ќе го расчистиме проблемот со вратниот дел од рбетот и ќе утврдиме дека нема дискус хернија и таа не е причина за заболувањето и симптомите, тогаш може да се сконцентрираме на локалните проблеми. Рековме професионалните заболувања, професиите се причина за дискус хернија. Чесопати различни видови на професии. Знаете ли колку стоматолози имам што имаат дискус хернија? Поради начинот како извршуваат или си го вршат занаетот? Знаете што? Нашиот организам и рбетот не е предвиден за екзибиции, еквилибристика и специјални долготрајни положби во кои тој треба да се најде. Замислете сега стоматолог, тој треба вака се врти, гледа што е во устата и тоа го прави со часови. Екстремни ситуации кои потоа се светат, потоа се манифестираат како симптоми, зашто долготрајните такви положби водат до оштетување на дискусот. Физички работници исто така, со лопати, кревање на тежина, градежништво, да. Апсолутно. И сега има некои правила на однесување. Подолгото возење автомобил може да доведе до одредени искривувања? Неприродна положба, ако долго возите автомобил, не е тоа природна ситуација. Може да ви направи болки, предпоставам дека вие сте го почувствувале тоа, ако подолго возите, дека може да ви се јави болка во грбот. Па не, за тоа повеќе велосипед возам. Добро, велосипедот е одлична работа. Одлична. И возачи страдаат од дискус хернија. Не ви зборувам теоретски, ви зборувам од практичен аспект, зашто сум имал многу возачи, особено возачи на тешки товарни возила, кои имаат големи проблеми со дискус херниите. Замислете и внимавајте. Долготрајното седење, особено ако се повторува во текот на денот, неделата, месецот, животот, е една од причините за појава на дискус хернија. Дегенерации на дискусите и појава на дискус хернија. Ајде, професоре, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Гледачка на телефон, значи имам дискус хернија L4, L5 и L5-E7. Пред 4 месеци е направен хируршки зафат, значи операција на L5-E7.
Сега се уште постојат болките, значи трнење на ногата, сум пробала со секакви лекарства, неуробион, ибупрофен, масажи, физикална терапија. Дали постои решение за проблемот? Значи, како се лечи дискусхернијата? Сосема ве разбирам. Ви благодарам многу за прашањето. Значи, првата работа што треба да се направи е да се направи нормално нова магнетна резонанца. Да го видиме ефектот од оперативниот зафат. Да се види потоа и резултатот. Зошто оперативното отстранување на таа дискусхернија не значи дефинитивно излекување. Некогаш се јавуваат рецидиви. Материјалот изваден, но настанува ново излегување на желатинозната маса преку отворот во околината. И ние тоа го нарекуваме рецидивна дискусхернија. Никој не може да даде гаранција дека после операција се ќе биде супер и нема повторно да се јави дискусхернијата. Постојат и некои други постоперативни проблеми и компликации, например може да настане воспаление на местото на оперативниот зафат, па тоа да ја компрометира процедурата. По правило тие се решаваат и се е лесно и едноставно, но злото најчесто не оди само. Супер е кога се работи за млад пациент, млад човек, кој има травматска, спортска дискусхернија. Некој екстремно движење, ротација, пат и дискусхернија. Ке се излекува, ке помине проблемот, убеден сум, и без операција можеби ке помине, и нема да се повтори, можеби. Но со текот на годините, не стареат само дискусите, се јавуваат шилци по периферијата од дискусот. Настанува стеснување на централниот канал, рбетен канал, низ кој што поминуваат нервите. И еден канал кој нормално треба вака округол да биде, одедна се стеснува и сега сите нерви се заробени во многу тесен простор. Кнап. Дури и мало хернирање на дискусот веќе прави големи проблеми. Дури и да нема хернирање на дискусот, заради тоа стеснување, можно е да настане притисок на нервот и да настане болка. Да, професоре, би сакале да се навративме, споменавме во делот на диагностиката, компјутерска томографија или магнетна резонанца. Што велите? Сите што сум ги анкетирал, веднаш бараат магнетна резонанца. Никако не компјутерска томографија. Да ви може ли ова да стои малку, вака, да не го менуваме слайдот? Го гледате ова магаре што е на екранот долу? Добро, да. И гледачите предпоставувам. Компјутеризираната томографија е магарето кое ќе ни ја заврши најголемата работа. Тоа е магаре за работа, зошто? Со компјутеризирана томографија за 1 минута, толку трае прегледот, ја имате сигурната диагноза на дискусхернија. Зошто дискусхерниите одлично се визуализираат со компјутеризирана томографија. Одлично. Со магнетната резонанца дискусхерниите се визуализираат брилјантно. Точно го гледаме милиметарски. Централниот дел го гледаме, тоа желатинозно јадро, ги гледаме периферните фиброзни прстени и ја гледаме дискусхернијата. Ама сакав да видам, овде гледате дискусхерниите како се гледаат со магнетна резонанца, а како се гледаат со компјутеризирана томографија. Што ми е мене гајле, дали дискусот, хернираниот дискус ќе го видам брилјантно или ќе го видам малку полошо, ама сум 100% сигурен дека дискусот веќе е излезен дискусот. Тотално небитно ми е. И луѓе,
користете ја компјутеризираната томографија за да направите брза диагноза на дискус хернии. Сега поентата е магнетната резонанца е метода кај која нема никакво зрачење. А компјутеризирана томографија, тоа е рентгенски апарат, има рентгенска цевка и има во текот на снимањето постои зрачење, но тоа зрачење апсолутно не ја надминува дозволената доза. И замислете, прегледот со магнетна резонанца трае 15 на 20 минути, прегледот со компјутеризирана томографија трае 1 минута. А резултатите се тие што ќе ги добиете? Да. Кога би правил јас магнетна резонанца? Магнетна резонанца би правил во посебни случаи, кај оние пациенти што се оперирани, кај нив секако би сакал каде магнетна... треба по-детален преглед, детална анализа, милиметарски прецизно. Би правил во сите случаи кај што се сомневаме на фрагментиран дискус, она што го говоревме, откачено парче од дискусот, влезено во каналот, за да знам дали е откачено парче од дискусот или пак може би е тумор. Нели? За тоа говоревме пред многу. И исто така би правил, ако се сомневам, на некаков воспалителен процес после операција на дискус хернија. Зашто после операција можно е да настане воспаление на местото кај што е опериран пациентот, или во самиот дискус, или во околината, или на прешенското тело. Еве гледаме повторно фотографии. Овде се гледам малку само да стопираме режија. Да, моќта на магнетната резонанца и таа брилјантна визуализација на лумбалниот трбет, на структурите внатре во лумбалниот трбет, на дискусите, ги гледате, предпоставам, прешленските тела, се ориентирате што се прешленски тела, а меѓу нив дека постојат тие дискуси, гледате во центарот, централните партии на дискусите, посветли зони, тие се елипсовидни светли зони, тие зони, тоа е јадрото, тоа е таа желатинозна маса, а периферните сегменти, тоа се тие фиброзни прстени кои имаат послаб сигнал. Добро, можеме да преминеме на следниот слайд, ако е тоа можно. Ајде, сега ќе ја погледнеме и следната фотографија. Еве, дали тука би можеле нешто да искоментираме? Овде, стоп, да го стопираме ова. Овде гледаме фрагмент од дискусот, откачен дел од дискусот, ги гледате оние три стрелки што се на последната. Во десниот дел. Тоа е парчето од дискусот што е од дискусот што е откачено, значи тоа е дискус хернија, фрагментирана, откачена, и гледате по периферијата една светла полумесечеста зона од долната страна. Тоа се тие подрачја кај што е влезен контрастот во гранулационото ткиво, ткивото кое служи за поправка на состојбата, а централниот дел од дискусот не го прифаќа контрастот. Јас знам сега 100% дека не се работи за тумор внатре во спиналниот канал, туку се работи за парче од дискусот. Тоа се тие тајни на мајсторите на кујната, на диагностичарите. Добро, одиме натаму. Еве, веќе ќе дојде и следната фотографија. Да ја стопираме? Да, може. Ајде. Ова е постоперативна состојба. Сега, може би, ова не е многу интересно за гледачите, но се гледа дека фали дел од задните компоненти на дискусите, се гледа во долниот сегмент фиброзно гранулационо ткиво, кое од назад го стеснува каналот. И сега од едно зло настанало друго зло, настанала фиброза, и сега тоа фиброзно ткиво, таа лузна го стеснува каналот и прави дополнителни проблеми, притиска на нервите, ги заробува нервите, ги уклештува и повторно симптоми. Ајде, одиме натаму со следните фотографии, да видиме што ќе биде следно, што ќе... Тоа, гледате, веројатно тука и привршија, но она што е важно е да резимираме дека повеќе
препорачувате компјутерска томографија за да се одредат и да се забележат основните промени во кичмениот столб или пак во било кој дел од рбетниот дел, а подоцна Сосема сте во право. постоперативни состојби може една магнетна резонанса за милиметарски точно и прецизно да се Сосема сте во право, магнетната резонанса е најсофистицираната, најмодерната, најпрецизната диагностичка метода која на дланка ни ја покажува анатомската структура, не само на прешлените, на дискусите, на сите органи, но не треба да се злоупотребува, зашто ќе се случи распад на системот, ќе бидеме пребукирани, извеќе сме пребукирани со прегледи, барања за прегледи. И да дојдете на ред за магнетна резонанса, може би треба да чекате 3 месеци, 4 месеци, 6 месеци, а не се чека само кај нас. Секаде во светот толку се чека. Тоа е нормално време на чекање. Апелирам да се користи компјутеризираната томографија за да ја потврдиме диагнозата дискус хернија. Ако има потреба, ние сами препорачуваме магнетна резонанца. Така и затоа сте и вие, докторите, професорите, да дадете и своји препораки. Ајде имаме уште еден гледач, да го вклучиме, да не чека. Добар ден. Да, Добар ден, дали се слушаме? изгледа се исклучи. Па, веројатно ни се исклучи. Ако имаме следен, би го вклучиле во програма. Добар ден. Ајде, повелете, дали се слушаме? И јас да ви почестам малку со дискусија. Додека сме во чекање. Додека сме во чекање. Повелете, ова е желето, тоа е желето. Ова е како дискусот што излегува. Да, тоа е дискусот, ево ја ќе си земам еден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Извонредно погоден за дискусот. Одлично. Ние ве почестивме и после пак Повелете. ќе почестиме во бифето на Телма. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сум. Секако да. Сакам да прашам, имам проблеми со коленото. Ајде, Добро. ве слушаме. Пред 3 месеци, 3,5 месеци се удрив на коленото. Добро. Ме болеше месец дена. После тоа ме преболе. И сега еве има на 5-6 дена имам големи болки. Сакам да знам што е причината. Добро. Значи, колку пациентот ја знае причината, толку и докторот ја знае причината. Има многу причини, ама тајната во конкретниот случај ќе ни открие магнетната резонанца. Во тие случаи секогаш се прави магнетна резонанца и магнетната резонанца е метода на избор во диагностицирањето на промените на менискусите, на колената, на лигаментарниот апарат. И јас ви советувам да си направите магнетна резонанца која точно ќе ни каже за што станува збор. Професоре, како ја надминавте вие лично дискус хернијата, затоа што долг временски период се соочувавте со неа? Не толку долг, не Па предолг. добро, но сепак ги чувствувавте симптомите или болките што можат да бидат предизвикани од оваа состојба. Како ја надминавте? Не ги почитував советите на моите колеги доктори. И не ги Многу почитував убаво. постулациите на медицината во случаите со дискус хернија. Кога ми се јави дискус хернијата, јас не направив ништо. Никако испитување не направив. Знаев дека е дискус хернија, да правам магнетна резонанца, не направив. Да правам компјутеризирана томографија, не направив. И еве одлична пригода да ви кажам, кога одеднаш ќе добиете лумбална болка или било каква болка и постои сомневање за дискус хернија, кој е
рентгенско испитување треба да го направите. Кој испитување? Диагностичко. Одговорот е, во првиот месец никое. Ниту ви треба обична слика да направите на умбосакралниот, ниту ви треба магнетна резонанца, ниту компјутеризираната томографија. И постои протокол, упатство за докторите што се бават со диагностицирање. Докторите што упатуваат на диагностички процедури, тоа упатство и нашето Министерство за здравство го има и дистрибуирано е до докторите, дека во случај на акутна лумбална болка треба веднаш да се пристапи кон лекување. Терапија, нормално медикаментозна. Ако терапијата не даде резултат во период од 1 месец, тогаш размислуваме да направиме диагностички испитувања, да направиме компјутер, да направиме магнетна резонанца. Но вие ме прашавте како се справив јас со мојата дискус хернија. Продолживте и понатаму да ја игнорирате? Продолжив тотално да ја игнорирам. Со дискус хернија и со болки играв тенис. Продолжив да играм тенис, уште играм тенис. И болките, додека играв тенис, болките престануваа. И тие престануваа час и половина од завршувањето на играта и потоа повторно се појавува. И така, јас продолжив да бидам недисциплиниран и во еден момент на летување дури отидов, во еден момент болката исчезна за секунд. Ќе ви кажам како. Бевме на летување во Турција, пливав, пливањето е извонредно добро во третманот на дискус херниите. Тоа е важно да го напоменеме. Влегов со болка, пливав, излегувам надвор. Имаше бетонско плато, таму немаше некој песок, таква плажа, туку бетонско плато. Легнав на платото и одеднаш чувствувам нешто многу чудно. Нешто не е во ред, велам со мене. Што е ова, што ми фали, што не е во ред? За да сватам дека ја немам болката. Исчезна болката, отиде одеднаш, јас немам. И никогаш ќе се повтори повеќе. Добро е некогаш да се чувствуваме чудно и неприродно, кога нешто ќе си замине што не било убаво од нас. Дозволете да ви кажам, пациентите се најдобри доктори. Секој за себе? Секој за себе. Тие најдобро знаат прво што им е, најдобро знаат што е она што треба да го прават за да им се намалат проблемите. Вика, дали ја кога ме боли да лежам, дали да стојам, дали треба да пешачам ако имам дискус хернија или да мирувам. Луѓе, направете експерименти. Ако имате лумбална болка, пешачете. Ама пешачете постојано во животот, па макар никогаш немали лумбална болка. Пешачете, зашто пешачењето е здравје и физичката активност е тоа што е суштина за продолжување на нашиот живот. Велосипед? Апсолутно, апсолутно да. Пливање, еве сега е летна сезона. Пливањето е идеално. Тоа е тоа. За третманот на дискус херниите можеби не преговоривме, да, би споменале и за тоа. Купишта лекови постојат, ама што зборуваат тие купишта лекови? Што и говорат? Купиштата лекови вам. Мене ми говорат дека вистински лек нема. Да имаше вистински лек, па според тоа што го кажувате, ќе си го испиеш и вика, охо, сега не ме боли. Меѓутоа, дискус хернијата не е главоболка или пак одредена друга состојба или забоболка или било што што можеби со одредена таблета би се ублажиле болките. Сепак станува збор за излегување на дискусот. Тоа е поентата. Значи, медикаментозната терапија ништо суштински не менува. Таа не лекува, таа е симптоматска, ги намалува само болките. Ама за вистинско излекување, откако ќе завршат болките или ќе се намалат, тука ни е на располагање физикална терапија. Значи, конзервативно треба да се обидеме да лекуваме,
И тоа е суштината на целата работа. Додека сите методи на конзервативна терапија не се исцрпат, јас не препорачувам хируршко лекување. Но факт е дека има прецизирани, точно определени случаи во кои хируршкиот третман е неопходен и мора да се направи. Така, Режи, ако имаме гледач, ќе го вклучиме во програма, еден или двајца, би ги вклучиле да не чекаат бадијала и полека и би привршувале со професорот, откривме и разоткривме различни дилеми поврзани со дискус хернијата. Да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, Ало? повелете. Добар ден. Повелете. Ало? Ало? Да, во програма. Ало? Ало? Да, Полека. Ајде, повелете во програма сте. Ало? Да. Јас сум во програма. Повелете, Да. вие сте, да. Добар ден. Добар Поздрав ден. до докторот, се разбира и до водителот. Благодарам. Особено до водителот. И посебно до докторот. Како да не. Би сакала едно прашање до професорот, значи чекам 40 минути можеби. Би О, сакала да жал ми е. прашам, дали посебно? Ало, би Да, сакала ве прашам, слушаме, супер. Слободно говорете Ајде. вие. И јас со нетрпение го очекувам прашањето. Дали може, дали е причина дискус хернијата? А кој зборува две? Дали- Можно, но Господо. вие зборувајте си слободно, ние одлично ве слушаме. Добро. Не дозволувајте други да ви се Дали мешат. може дискус хернијата да биде причина за неуропатија на периферните нерви? Да, окей. Одговорот е апсолутно да, бидејќи хроничен притисок, хронична компресија на нервот, едноставно го оштетува нервот. И тоа оштетување може да биде трајно и дефинитивно. И кога станува збор за дискус хернии, секогаш јас препорачувам да се направи и ЕМГ, електромиографија. Тоа е метода која во случаите кога пациентот страда од дискус хернија, ни го определува степенот на оштетувањето на нервот, односно дали постои оштетување на нервот, дали е тоа од лесен степен, од средно тежок степен или од тежок степен. Јас уште еднаш само би ја напоменал Одговорот е книгата. да. Да. Книгата во која е прикажано се што може да се прикаже и со фотографии, документирано со текст за приказна за дискус херниите, тајните на магнетната резонанца од професор доктор Миодраг Врчаковски. Решија дали имаме уште еден гледач да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелете. Вие поздравувам емисијата, водителот и докторот. Поздрав, благодариме. Би сакала едно прашање на докторот да му поставам. Повелете. Ајде. 2009 година бев оперирана од дискус хернија на L4, L5, L5 и S1. Добро. После наредната година ми извршена уште една операција. Веднага тоа се случи. Затоа што имав болки после таа операција. Сега, од тогаш навекај се лекувам со лекарства, со терапии, со се. Меѓутоа, болкиве се уште ги чувствувам како и пред да бев оперирана. Ме боли колкот, од време на време, ми се појавуваат болки кај коленото, па и некои отоци. И ми се јавува како некој скреш на палецот на левата нога, во сето се работи на левата страна. Имам направено електромиографија. Електромиографијата ми покажа од глуждот кон прстите 48% оштетеност. Сега, ве молам да ми објасните што понатакај да превземам. Вака, добро, благодариме за јавувањето. Со оглед на тоа што станува малку за покомплексна состојба,
Јас би препорачал професорот доктор Миодраг Врчаковски, можете да го најдете и во поликлиника Неуромедика Влае. Така, јас сум па малку во подетални испитувања или пак анализи или пак така, ова што го секако споменавте. Треба да се почне од нова магнетна резонанца на лумбосакралниот трбет, така почнала целата работа, а потоа дел по дел од сегментите да се исклучуваат, односно да се диагностицираат. Ние во Неуромедика имаме одличен тим, одлични колеги, експерти во сите области, имаме и невролози, одлични, имаме одлични ортопеди. Така е. Така да сигурно ќе најдеме лек. Добро, режија немаме веќе гледач што не чека на линија, немаме добро, да не биде заудно чекањето. Само кои би биле вашите препораки, што е на што би ги советувале гледачите на Телма амбуланта за оние кои што имаат проблеми или оние кои што немаат, да се доведат, да не се доведат во ситуација да имаат? Вака, факт е дека физичката активност е таа која е лек за сите проблеми и тоа е мојата основна порака. Никогаш немојте да седите дома, секогаш нешто работете во текот на денот. Не дозволувајте друг да ви врши работи што вие сами можете да си ги завршите. Возете велосипед, спортувајте, трчајте, немојте да се жалите на времето, денеска е 40 степени, топло, не можам да излегувам. Утре ќе биде многу студено и ладно. А јас што играм тенис на 40 степени, што ми е тоа? Еве, пред 3 дена, во 12, уште сум жив, здрав, ништо не ми фали. Уште дури имаме и докторско тениско балканско здружение и секоја година имаме интернационален балкански докторски тениски шампионат. Оваа година ќе биде во Турција. И што ќе кажете на турнирот? Ако играм, ќе кажам, сега е многу топло, не можам да играм. Особено тамо, во Турција. Како? Мојата основна порака е таа. Значи, се што работите во животот, работете со љубов. Работете со посветеност, а љубовта е таа што ќе ви врати се. И љубовта се множи со делење. Професоро, ми беше големо задоволство да ве слушам како објаснувате и како го пренесувате сопственото знаење, особено за дискус херниите, но и воопшто кога станува збор за медицината. Кромидот и паштета многу ми помогна за тоа. Кромидот и паштетата и сливата. И особено сливата. Сливата неа ни чепнавме, може после да ја пробам. Твоја е сливата, твоја. И локумот совршен. А локумот, жал ми е што не можам да ги почестам и гледачите, но може би ќе дојде и тоа време на телепортирање, служење. Да, може, директно, зашто да не, може и такво нешто да се направи. Но најбитна е духовната енергија. Чувајте духовната енергија, се надевам растете. дека добивте и вие позитивни вибрации од Телма амбуланта и овде од нас во студиото, а гледачите сум убеден дека добија убави и практични совети по нивното здравје, токму од вас и искрена благодарност. Многу ви благодарам, ви честитам, толку ми беше пријатно, времето ми пролета за миг. Да, благодариме. Како што пролетува и животот. Се гледаме повторно во некоја следно издание на Телма амбуланта, а да, некаде повеќе од 1 час и 10 минути разговаравме за дискус херниите, основните причини, првичните симптоми, точната и прецизна диагноза и соодветна терапија. Почитувани, ви благодариме за искажаната доверба за денешната Телма амбуланта и не заборавајте, стандардно, постојано, чувајте си го здравјето.